Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Опозицијската ВМРО ДПМН е притиска за брзи предвремени избори, а власта одговара дека барањето е непримерно среде толку кризи со кои е соочена државата. Што значи ваквата поставеност на политичката сцена, кој добива, кој губи, каде е во себе ова граѓанскиот интерес? За дебата на овие прашања вечера поканивме тројца интелектуалци кои одблизу ги следат настаните во земјава. Иво Ранџеловиќ, Бесим Небију и Васко Наумовски. Ке се обидеме да го проектираме можниот развој и исход во следните месеци. Во таа анализа неизбежно ќе ја допреме и темата за диалогот со Бугарија, изгледите за пробив на тој план и евентуално закажување на првата меѓувладина конференција со Европската унија. Кон крај ќе го одгледаме и новото издание на Саботажата. Пред се ова, реклами. Гледате 360 степени. Каде плови овој брод? Ова метафорично прашање за бродот Северна Македонија го поставуваме во ова издание на емисијата. Наши гости се Иво Ранџеловиќ. Да не навлагаме многу во која верзија, но ајде македонска да земеме Ранџеловиќ би дошло. Да. Добро. Инаку магистер по компаративна политика и демократија од University College Лондон. Така? Да. Колумнист, се појавува со своји гледишта за политичките случувања во земјава, а и улогата на земјава во регионални контексти. Благодарам што сте со нас. Ви благодарам на поканата. Бесим Небију, долги години активен во граѓанскиот сектор, вечерва исто така во улога на коментатор на политичките случувања. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. И Васко Наумовски, универзитетски професор по предмети од политички науки, поранешен вице-премиер, поранешен амбасадор на земјава во САД. Благодарам што сте со нас. Благодарам за поканата. Ќе дозволите да почнам со Ранџеловиќ. Резонира ли ова што го прави ВМРО ДПМН со гласачите? Или, ако резонира со гласачите на ВМРО ДПМН, тогаш што е со другите гласачи? Знаете како, за прашањето дали резонира за гласачите, треба да гледаме низ призма нели на таа партиско-политичка стратегија. Сметам дека дали без разлика дали изборите ќе дојдат утре, предвремени или времени, фаворитот во овој случај е ВМРО ДПМН и мислам дека тоа е безмалку јасно на јавноста. Сега, легитимно, па можеби и кредибилно е како партија ВМРО да притиска за што поскори избори и така натаму. Иако сметам дека она барање не толку за лидерска средба, колку за конкретен датум за предвремени избори е не толку стратешки неумешно. Пред се поради тоа што го кажав во позиција на фаворит се наоѓа во очите на јавноста во моментов ВМРО ДПМН. И второ, јас би рекол дека може би интересно да му дозволите на Социјалдемократскиот сојуз и на владината коалиција едноставно да се истроши, да се истрча пред се во поглед на евентуално некревање на ветото кое е се поизвестно и едноставно да ја трасирате сигурноста на вашиот пат кон победата, биле тоа предвремени или времени избори. Тоа е призмата на ВМРО ДПМН. Тоа е призмата на, би рекле, на ВМРО ДПМН. Сега, од друга страна, постојат некои глобални процеси кои не може да ги препишеме на ниту една влада. Секаде во светот се соочуваме со општествена, безбедносна, економска, како сакате кажете, криза. И заслугата се разбира е малце повисоко од тоа да препишеме на една политичка партија. И сметам дека суштински ниту ќе промени нешто ако остане ова гарнитура на власт, ниту пак доколку дојде некоја нова, еве нека биде тоа предводена од ВМРО ДПМН. Затоа сметам дека стратешки би било помудро ВМРО ДПМН да почека, ако ништо више овој јуни, да види што ќе се случи со тоа вето и потоа да се приклучи кон една офанзива. И би било политички коректно, доколку викате односно лидерска средба, да не навлегувате во условувања со одреден датум за предвремени избори, туку да се истрчате со оние речеме поенти кои се повеќе ги изнесува ВМРО, да се понуди програма во економијата, во едно во друго и на таа тркалезна маса во текот на тие настани да излезете со муабетот, нели, со разговорот за датум за избори. Вака со вакви уцени гледате не сака дури ни да седне премиерот.
Така што сметам дека во делот на, повторно ќе кажам, легитимно, кредибилно е да се бараат и предвремени, нормално и времени избори, но сметам дека стратешкиот начин на кој го иницира тоа ВМРО-ДПМН не сум сигурен дека е ниту во јавноста, ниту за гласачите на ВМРО-ДПМН толку умешно. Да. Не бил вам како ви се чини на истото прашање? Pa i to me zoti Rađenovićin, qoftë se i shohim anketat, sondazhet, po edhe disponimin e përgjithshëm të opinionit pas zgjedhjeve lokale deri më tani, është e qartë tendenca që partia opozitare ВМРО-DPMNE do kishte ardhur në përparësi, ndoshta edhe në përparësi të madhe në krahasim me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë. Dhe është normale, legjitime, kredibile që një parti opozitare e cila mendon se në rast të zgjedhjeve të parakohshme do të kthejë në pushtet që të kërkon një gjë të tillë. Kjo është absolutisht legjitime. A është strategji? Këtu kemi pyetjen, a është kjo strategji efikase, efektive dhe çfarë qëllime arrin? Unë besoj se ka dy aspekte. Formimi i qeverisë Kovacevski është ngjarje e cila shumë pak pasoi lufta në Ukrainë dhe konzumoi një pjesë të madhe të debatit publik, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në botë. Lajmet nga vendi u bën për herë të parë për një kohë gjatë të rëndësisë dytësore, për një periudhë, kisha thënë, shumë jo tipike në skenën politike. Opinioni konsumohej Да, кога е така кај нас, точно е тоа, да. Konsumohej me Rusinë, Ukrainën, aspektet geostrategjike e kështu me radhë. Mendoj se këtu, si opozit, VMRO-ja ka humbur një momentum të kritikës së qeverisë së re, ndoshta ishte ajo zgjedhje edhe e duhur për shkak se do të ishte natyrisht ndoshta jo shumë e dobishme që në atë moment t'i bëj presion qeverisë. Kështu që kjo qeveri është një 60-70 ditë e lënë rahat prej opozitës, se këtë duhet ta kemi, duhet ta dim, ta shohim si të tillë. E dyta, faktori i dytë është se kjo qeveri është varet nga një koalicion shumë i gjerë, jo shumë koheziv, i përbërë nga shumë parti me interesat ndryshme. Janë 2-13 skenare se si mundet ta hupe atë votën mazhoritare, do më thonë 2-13 kombinacione të ndryshme aq sa i numrojnë. Dhe natyrisht ky lloj presion ndoshta nuk do të jep efekt përveç në bazën, në trupin votues të VMRO-s, në bazën partijake të VMRO-s. Besoj se nga opinioni i cili është më i pavarur, nuk do të pritet mirë. Është viti 2022. Kësi lloj blokadash janë një farë lloj déjà vu. Blokada e parlamentit për të kriju kështu zgjedhje të reja. Është një farë lloj skenografie që duhet i takohe pak të kaluarës. Nuk është mënyrë inovative. Mirë po, i mundëson partive të vogla që të bëjnë presion, edhe ato e pam këtë ja filluan të bëjnë presion, me kërkesa për ndryshimin e modelit zgjedhor. Me siguri ka edhe kërkesa ma lukrative të cilat bëjnë pjesë në koalicionimin, në formimin e qeverisë. Kështu që besoj se kjo strategji edhe është që të krijohe plasaritje të më të tjeshme në koalicionin qeveritar, në mënyrë që zgjedhjet të bëhen të paevitueshme, sidomos në rast kur nuk do të ketë heqje të vetos, nëse ajo ndodh në qershor. Atëherë do të ishte e paqëndrueshme më tutje një qeveri, një qeverisje, një коалиционни këtill. Номовски, дали ВМРО-ДПМН ја избра вистинската стратегија? Па овие размислувања што изслушавме се секако логични размислувања. Јас сметам дека иако ова е еден легитимен метод за вршење на притисок врз власта, на располагање на опозицијата и стојат и други методи и алатки кои што може да ги употребува. Како што кажа и соговорниците, ова не е ништо ново, ние сме имали порадикални настапи во собранието кои што имале за цел да ја блокираат неговата работа. Мислам дека во ниту едно од тие претходни прилики што сме ги имале во минатите години,
опозицијата која што го блокирала собранието не успеала да извлече некоја голема политичка корист за себе. И оттаму мислам дека можеби треба да се разгледаат и други методи на делување, како и секоја позиција, таа треба да демонстрира дека има подобри и човечки ресурси, и проекти, и програмски определби од власта. Во собранието тоа може да бидат предлагање на повеќе закони, свикување на јавни расправи, поднесување на интерпелации за министрите, веќе поминаа тие 100 дена, каде што аргументирано ќе се напаѓа работењето на владата и најважно од се ќе се понуди алтернатива. Сите знаеме дека владата не е најдобрата влада што сме имале, меѓутоа треба да се демонстрира капацитет дека при евентуална промена на власта ќе имаме подобри проекти, подобри луѓе кои што ќе ги заземат нивните позиции и со тоа да се обезбеди евентуален економски напредок. И сега во оваа ситуација ние сме само неколку месеци после локалните избори, после победата на опозицијата, на некој начин и на опозицијата и се брза да го предизвика тој процес на одржување на предвремени парламентарни избори, затоа што како поминува времето, постои еден ризик да избледне и таа еуфорија од победата на локалните избори, особено доколку не бидеме сведоци на успешни проекти од страна на избраните градоначалници. Гледаме дека во првите неколку месеци таа своевидна кохабитација помеѓу централната и локалната власт не функционира, значи градоначалниците на опозицијата немаат можност во целост да ги реализираат своите проекти и постои уште еден ризик дека доколку парламентарните избори се одржат во редовниот термин за некои 2 години од сега, до тогаш постои шанса да се промени и расположението кај јавноста, односно високиот рейтинг што сега го има опозицијата, да биде стигнат од рейтингот на власта. Особено што ова што го зборувате околу локалната власт и преземената одговорност, некако од последните јавни настапи на високите представници на ВМРО ДПМН е како да почнува еден процес на, јас ќе употребам еден термин, пуштање низ вода на градоначалничката на Скопје. Како да нападите од опозицијата и не се без основа на тој план. Така некако почнува да личи. Мицкоски во својот последен настап, Александар Николовски во својот последен настап некако не ја бранеа жестоко градоначалничката на Скопје како претходно. Да, градоначалничката на Скопје беше пред се мислам независен кандидат, поддржан од опозицијата. И мислам дека има тие нека добра соработка внатре во односот со Советот, мнозинството во Советот и градоначалничката, но јас мислам дека доколку се нема поддршката од централната власт, проектите, особено во главниот град, не може да бидат успешно реализирани. Ние сите се сеќаваме на успешни градоначалници во минатото, но разликата беше што тогаш и локалната власт и централната власт имаше ВМРО ДПМН, односно градоначалниците ја уживаа на широка поддршка од страна на централната власт. Тоа сега не е случај. За жал тоа е на штета на граѓаните во тие дневни препукувања помеѓу партиите и централната и локалната власт најмногу губат граѓаните, меѓутоа постои опасност градоначалниците на опозицијата да не демонстрираат доволно добри резултати, што ќе го одржат високиот рейтинг на опозицијата доколку изборите се во 2024 година. Рангеловиќ, околу блокадата на собранието, таа е наречена активна блокада на собранието. Од една страна, ова што го гледаме во изминатите неколку дена, таа блокада и како да не е баш блокада. Моето прашање би било дали овој начин на действување во парламентот може да се случи да и се врати на опозицијата како бумеранг. Ако ова действување е резултат можеби и на внатрешниот притисок на членството на симпатизерите за тоа дека не треба да се остави владата да работи во комотна атмосфера, тогаш дали сепак ова во еден момент може да заличи на деструкција која ќе почне негативно да и се враќа на ВМРО ДПМН? Знаете како, ова веќе поодамна наликува на една какофонија, би рекол, целиот парламент, и ова е рефлексија на целокупниот капацитет на политичка култура кој имаат сите партии во Македонија, и едните и другите го правеле ова и понатаму ќе го прават. Она што е суштински во целата работа, доколку таа блокада била таа активна на еден својвиден начин, значи гласате она што сакате, не гласате она што сметате дека, односно гласате против за она што не е во интерес на граѓаните, да го земеме тоа како така. Меѓутоа пред неколку дена господинот Мицковски дава изјава каде што вели дека гарантирам дека доколку утре има избори ќе имаме влада
предводена од ВМРО ДПМН со 61 пратеник. Доколку сте убедени во тоа, испрактикувајте го институционално преку собранието. Соберете ги тие 61 пратеник и не го блокирајте собранието. Поентата е дека тој мисли дека на избори ќе освојат 61 пратеник. На избори може во ред, меѓутоа пак треба тие да се, да седнеме и да формираме влада со тие 61 пратеник и да се договориме, иначе без малку ВМРО и минатиот пат победи, па не формираше влада. И сега каде е уште поголемиот проблем, јас кај што го гледам, а ќе се надоврзам на моите соговорници, доколку се согласиме дека релативниот успех или неуспех на локалната политика, која е де факто предводена од опозицијата, вие ја ставате на дворешната политика, рефлектирана преку национален интерес, а тоа е интеграција кон Европската унија, ја ставате на дворешната политика како заложник, бидејќи формирате една криза политичка во државата поради вашиот релативен успех или неуспех во локалната политика, како што вели Наумовски, еден импулс да што побрзо се дојде до таа победа од локалните избори, бидејќи можеби на терен не иде баш така лесно. Ние ќе браниме национални интереси или лични интереси преку локалното владење. Сакам да кажам, најдете подобра причина за избори, кој повторно сметам и веројатно ќе се согласиме дека ВМРО ДПМН ја има победата на тацна. Меѓутоа, не ја заложувајте надворешната политика, ќе повторам преку националниот интерес за вашиот релативен успех или неуспех во локалната политика. И сега све ова што се случува во собранието, ако е резултат на тоа, не личи на ништо. Власта не е ништо подобра во ова, затоа што на ист начин возвратува. Во најмала рака договорете се да има лидерска средба, не мора да има услов за предвремени избори или кажете ќе седнеме па ќе видиме. Значи има начин како да дојде до тоа, бидејќи оваа какофонија во собранието не личи на ништо и што е најстрашно, доколку оваа криза потенцијално се продлабочи, вие давате алиби на Софија, го рационализирате ветото. Ќе зборувам и за тоа малку подоцна, не бил. Каде е тука албанската опозиција или опозиционите партии на албанците во сето тоа? Тие како да избраа малку поумерен пристап, сакаат да бидат своји, автономни, автохтони во своето политичко делување, само делумно го поддржаа ова што ВМРО ДПМН го прави. Менде се ka të bëjë me faktin se asociimi i hapur dhe pa dorza me ВМРО DPMN nga të dyja partitë opozitare shqiptare, Aleanca për Shqiptarët dhe Besa, do ketë kosto në trupin e vetë votues. VMRO-ja, siç tha kolegu, në dy raste të kaluara fitoi zgjedhje, në kuptim të asaj se nëse bëjmë një aritmetik sa vota ka pas VMRO-ja, sa vota ka pas LSDM-ja, po nuk arriti të bëj qeveri për shkak se nuk ishte kapacitet koalicionues kryesisht me partitë shqiptare, jo vetëm me partitë shqiptare, do shtë edhe me disa partitë tjera të themit të qendrës, por kryesisht me partitë shqiptare. Kështu që asociimi i hapur i VMRO DPMN-s dhe ndërlidhja të themi ose koalicionimi në këto kushte do të reflektojë keq резултативе згедоре të këtyre dy partive. Вие не мислите дека заедничкиот настап и соработката на ВМРО ДПМН со Алијанса за албанците, тогаш и алтернатива на локалните избори, не успеа да го промени имиџот на ВМРО ДПМН кај албанците? Мислам дека ако ги гледаме изборните резултати, резултатот на Алијанса и на алтернатива во тој период, бидејќи Беса беше во коалиција со СДСМ, коалицирањето со ВМРО ДПМН не им донесе позитивен скор. Они изгубија од собственото гласачко тело, значи они добија одредени гласови во вториот круг од гласачи на ВМРО ДПМН во одредени општини, тоа мислам дека профункционира. Меѓутоа, од друга страна, изгубија фонд на своји гласачи кои не беа задоволни од фактот дека коалиционираат со ВМРО ДПМН. Мислам дека тука има врска малце и начинот на кој што ВМРО ДПМН се обидува да се позиционира во последните 2 години, веројатно е подобра таа ситуација од претходно, меѓутоа не е тоа заокружен процес. Многу гласачи не прифаќаат коалиционирање со
ВМРО ДПМН, посебно они кои што не се милитанти партиски, односно чиј глас е, да кажеме, малце послободен. И тука ја наоѓате пред се причината за овој малку подистанциран однос на партиите мислам на дека е тоа албанците во политичка опозиција. прагма. Дека, значи, отвореното асоцирање со ВМРО ДПМН не би им донело политичка корист на албанските партии. Па мислам дека малце и обратно, нели, од двете страни така функционира, затоа што партиите се, знаете, десни партии од една етничка група и десни партии од друга етничка група малце подобро треба да се уиграат отколку партии од левата страна и од центарот. Има тука совладување на минати реторики, пракси, говори, има сегменти на гласачките тела кои што не поддржуваат меѓуетнички или интеретнички соработки и коалиции, така да тоа не функционира така лесно. Наумовски, ќе се вратам на тезата околу тоа дали овој пристап на ВМРО може да заличи на евентуална деструкција која што ќе почне негативно да делува на рейтингот на партијата. Предпоставам несомнено кај дел од членството постоела потребата од малку поагресивен, повидлив пристап од опозицијската партија, па и во парламентот. Но еве, што мислите вие на оваа линија? Да, тука постои еден ризик и опозицијата би требало да биде внимателна да не падне во таа замка, не само на домашен план, туку и на меѓународен план, да не биде асоцирана со некаква деструкција, блокади и така натаму. Најдобриот пристап е опозицијата да понуди алтернативи и проекти, да биде синоним за подобри проекти и подобро исполнување на европските стандарди. Од друга страна, како што кажавте вие, постои еден притисок за еден поагресивен настап и во минатото имаше повеќе прилики кога беше барано од опозицијата да настапи поагресивно и секогаш е прашање на политичка проценка дали во дадениот момент треба да се настави поагресивно или да се настави малку по-тактички, имајќи го предвид долгорочниот интерес. Ние не случајно и пред неколку дена имаше и официјално соопштение од Европската комисија, каде што се повика на конструктивност од страна на сите политички партии, особено во овој критичен момент, би рекол, повторно, за евентуалниот почеток на преговорите, затоа што... Тоа преведено може да значи, вие опозиција, оладете малце, не блокирајте, ама веројатно и до власта, не еднаш од Брисел, па и од Скопската делегација на Европската Унија рекле дека европското знаме знае да биде злоупотребувано. Да, европското знаме во голем број на случаи беше злоупотребувано од страна на власта и јас мислам дека така ќе продолжи и тоа веројатно ќе биде еден од начините тие да заобиколат оваа блокада во собранието. Секако тоа не е европски начин на делување, не е конструктивен начин на делување. Дополнително, одговорноста за воспоставување на еден нормален политички диалог и комуникација секогаш е повеќе на страната на власта. И ова одбивање за одржување на средби, мислам дека не оди во прилог на конструктивноста и на политичкиот диалог. Како си го објаснувате вие тоа? Па ние со таа фраза политички диалог се мачиме, така да кажам, повеќе од 15 на години, уште од времето кога ВМРО ДПМН за прв пат ја освои централната власт, па тука беше онаа потреба за учество во власта на тогашната опозиција Но факт е, дозволете, кога Заев дојде на власт, дека сепак како да се релаксираше на тој план, диалогот, како да се воспостави некакво ниво на диалог. Не би рекол дека се воспостави затоа што доаѓањето на Заев на власт беше проследено со еден отворен и политички прогон и притисок врз опозицијата на повеќе нивоа и дури отворено ќе кажеме и злоупотреба и на правосудството во политички цели, процес кој што не можеме да кажеме дека и денеска е завршен и одговорноста за воспоставување на нормален политички диалог треба да расте како што ќе се приближуваме кон полноправното членство во Европската унија. Токму затоа нам не е потребен и овој почеток на преговорите, за да имаме еден дополнителен стимул во таа насока. Сите политички партии треба да бидат свесни, да, постои партиски интерес, постојат и лични интереси на политичарите, меѓутоа суштинскиот интерес треба да биде националниот, односно државниот интерес, особено во контекст на нашите надворешно политички цели. За жал, подолг период ние не гледаме никаков напредок на тоа поле. Дополнително
онаа секојдневна реторика со негативна енергија, сеење на омраза и така натаму, придонесува и за дополнителна поларизација и меѓу граѓаните, симпатизерите на политичките партии, и на крајот на денот ние немаме никаков напредок на тоа поле. Рангеловик, што вели вашиот осет како наблюдувач на тоа што се случува на сцената, што ќе превагне, дали голите бројки во парламентот кои што се на страната на власта во овој момент, бидејќи за распуштање на парламентот неопходни се 61 глас, во овој момент не можеме да видиме групирање на страната која што би изгласала распуштање и одење на предвремени избори, или политичката аргументација и притисокот кој што ќе го прави опозицијата во следните недели и месеци? Повторно гледано од една партиска призма, на Социјалдемократскиот сојуз ни под ниеден услов нема одговара да оди на предвремени избори. Значи, онака како што ВМРО ДПМН е нужно бара да оди на предвремени, така на власта не ја одговара од објективни причини и ризици. Сега, поради тоа и икс други фактори, како што се подршката од меѓународната заедница да нема избори, ова што го кажат, имплицитно е тоа кажано, и останати фактори, не верувам дека ќе има набрзо предвремени избори. Веќе имавме обид за предвремени избори откако господин Заев поднесе оставка, каде што тука тој момент е многу важен за текот на настаните на политиката во Македонија. Што сакам да кажам? Откако поднесе оставка господинот Заев, на маса имавме седнати одредени политички фактори, меѓу кои беше и господинот Апасиев, предводник на Левица, со господинот Мицковски, каде што доколку барате предвремени избори, па макар били и времени избори, вие сте морално должни да ја објасните на јавноста дека доколку формирате коалиција, власт со партија која е отворено анти-ЕУ и анти-НАТО, како ќе бидете додадена вредност вашата влада во однос на преговорите со Софија. Мислам дека Левица е анти-НАТО, не е анти-ЕУ. Исправете ме ако грешам. Па јас би ви исправил, мислам дека грешите, али може јас да грешам, без разлика. Генерално и во нивните изјави имплицираат дека се и против европската интеграција. И сепак, дури да се само анти-НАТО, ние сме членка на НАТО и должни сте кон останатите НАТО членки, ако дојдете на власт како анти-НАТО партија, да одговорите како ќе функционираме. Значи, сега зборам од онаа димензија, имате морална одговорност кон јавноста да го направите тоа. Бидејќи, окей, оваа влада не чини, вака прави, така прави, се согласуваме. Ке дојдете вие на власт, како што вели господинот Нумовски, кажете што ќе направите, некоја програмска политика, и меѓу другото, жешкиот костан, а тоа е во моментов ветото од Бугарија, како вие ќе се справите со тоа, при тоа формирајќи коалиција со вакви партии, а и да не формирате коалиција, вие сте де факто неформално одредено крило на таа партија влече анти-ЕУ и анти-НАТО сентимент, да не се лажеме пред јавноста, така? Да. Така што сметам дека е на еден начин должна потенцијалната нова власт пред да бара избори да го каже ова пред јавноста. Не бiju, во оваа калкулација не можеме да не го калкулираме интересот на ДУИ, па и на алтернатива, кој што се сега дел од владеачкото мнозинство, и се согласувате ли дека кај ДУИ, кај алтернатива во овој момент нема интерес од брзи предвремени избори? Është e qartë, është deklarim i të dyja partive, natyrisht nga pozita dhe interesat të ndryshme, sepse janë partitë të cilët nuk janë, në fakt nuk janë as në janë kundërshtar politik, po tash janë me një koalicion me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë. Besoj se nga aspekti i kalkulimeve, rezultateve zgjedhore të cilat mendoj se i kanë, BDI-a do e përsëriste një rezultat që e ka pas tani. Në rastin e alternativës, alternativa beson se me pjesëmarrje në qeveri do të pozicionohet si parti e cila është më efikase dhe më e suksesshme në kuptim të arritjes programeve të saj zgjedhore në krahasim me Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe këto dy parti tani në këtë moment të prononcohen për zgjedhje të reja, pra për parlament të ri, do t'ishte e papritshme. За ДУИ сакам да ве прашам, што е нивниот главен интерес во овој момент? Нивната позиција е комотна, неспорно.
Тие политички веројатно се чувствуваат покомотно и поради односот на СДСМ кон темата Бугарија. Но колку мислите дека, да речеме, едно прашање поврзано со потенцијалните инвестиции од Бехтел и Енка изградбата на автопатите може исто така да биде интерес на ДУИ, оваа влада да потрае уште некое време? Sigurisht, do me thonë, janë çështje të cilat... Бидејќи тие се гласноговорниците на проектот, нели? Mendoj se BDI-a ka investu kapital politik në këtë qeveri, qysh nga fillimi, është pjesëmarrëse me një numër të madh resorësh ministrash përgjithësish dhe mban një portfolio të themi më të madhe se që ka mbajt kurdoherë përpara në historinë politike të Maqedonisë dhe është e investuar në këtë qeveri, është të themi bashkëqeverisëse. Dhe zgjedhjet të reja pa i arrit disa nga ato objektiva, për shkak se BDI-a ka trup zgjedhor, është trup disiplinum zgjedhor, disa mund ta quajnë klientelist, disa mund ta quajnë aktivist e kështu me radhë, dhe ajo nuk është, aty nuk ka dilem. Mirë po, është fakt se BDI-a i përsërit programe zgjedhore. Disa cikle me radhë i ka premtimet e njëjta, shumicën prej tyre nuk i ka të realizume, dhe në këtë fazë besoj se ka nevojë për tregu dhe një rezultat. Po t'i marrim, do me thonë, 2-3 programe zgjedhore të fundit, flas për zgjedhje parlamentare, ka disa projekte të cilat i ka të rëndësishme dhe duhet të krijojë një imazh se nuk i ka vetëm për marketing politik, nuk janë ato pjesë vetëm e të themi... Важно ли има и темата премиер Албанец, макар и 100 дена пред избори? Edhe kjo është një nga premtimet. Do me thonë, kur flas për premtimet, flas për të gjitha premtimet, pa marrë parasysh se ishte një premtim që kishte, si të themi, PR aspekt në prag të zgjedhjeve, në fakt aspekt të definimit narrativit. BDI si duhej një narrativ për zgjedhjet e fundit parlamentare, në mungesë të narrativit tjetër e nxori kryeministrin shqiptar, ai narrativ funksionoi. Ако ДПМН инсистира на укинување на пржинската влада, а таа трае 100 дена пред избори, ако тоа го загрозува ова политичко, да кажам, достигнување или очекување на ДУИ да се оствари, може да биде дел од калкулациите. Само кратко сакам да ве прашам. Мислите дека е можна опција на предизборна коалиција на ДУИ СДСМ за следните избори? Është e mundshme. Absolutisht mendoj se është e mundshme. Kishim koalicion para zgjedhon në zgjedhjet lokale, në qoftë se numrat dhe pragma është e tillë, këto parti mund të bëjnë koalicion para zgjedhor. Natyrisht është një gjë të cilën nuk mund ta parashohim sot. Duhet edhe një koment ta them. Do me thonë, rezultatet dhe anketat tregojnë dy gjëra, nuk tregojnë rritje të entuziazmit të votuesit ndaj VMRO-DPMN-s, tregojnë zvoglim të entuziazmit të votuesit potencial ndaj Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Do me thonë, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë ka humbur një përqindje të konsiderueshme trupit votues për shkak të mënyrës se si ka qeveris. Dhe kështu duhet ta lexojmë këtë matematikë. Ndërsa VMRO-DPMN nuk ka shtuar votues të ri jashtë grupeve sociale të cilët çdo herë votojnë. Dhe kjo e bën garën politike, edhe pse numrat janë të tilla në anketë, unë pajtojmë, anketat janë anketa, janë sondazhe që bëhen në mënyrë profesionale, shumica prej tyre. Mirë po kjo nuk do të thotë se zgjedhjet e ardhshme do të krijonin domosdoshmërisht situatë të ardhshme në skenën politike. Наумовски, сакам и за Бугарија да проговориме што мислите од она што како јавни пораки го исчитувате, на каде се движи работата? Дали е можна деблокада во јуни? Можна е, секако е можна, но јас не бил преголем оптимист. Секогаш постои можност, ние имаме уште неколку недели до крајот на француското председателство. Најавен е еден самит помеѓу Европската унија и Балканот. Ова го прашувам како инпут во целата оваа претходна дебата која што ја зборуваме, веројатно битно ќе влијае на дел од одлуките, на стратегиите кои што ќе ги постават по јуни партиите. Да, да не забораваме дека и ова
ново парламентарно мнозинство кое што во моментов ја основа владата беше основано на таа идеја дека ќе ги започне преговорите и затоа не е добро да се оди на предварени парламентарни избори на крајот на минатата година и оние ново придружени пратеници и алтернативата како партија се придружија токму заради остварување на таа цел. А сега доколку не се оствари таа цел, прашање дали се уште има причина за нивно учество во власта, но јас сепак мислам дека ќе надвладеат овие причини што претходно се дискутира, односно свеста дека при евентуални нови парламентарни избори ниту една од партиите што моментално го прави мнозинството нема да ужива таква комоција каква што има сега и едноставно дури и ДУИ, дури би рекол и помалите политички партии на албанците во Македонија. Иако ако гледате историски во изминатите 5 години постоја силни критики кон ДУИ, меѓусебни анимозитети, но сите од овие помалите политички партии на албанците поминаа на редот и беа во коалиција и со СДСМ и со ДУИ, беа дел од власта. И нема да ме изненади доколку после наредните парламентарни избори, кога и да се повторно дојде до некаква промена на нивната ориентација и евентуални коалиции. Во контекст на Бугарија, сметам дека премиерот Петков направи некои изјави кои може да ги толкуваме како пробни балони пред се наменети за бугарското општество. Јасно е дека има силен притисок од страна на меѓународната заедница пред се Соединетите американски држави и големите држави членки на Европската Унија. Кај Петков не личи дека е се резултат на притисок. Личи дека има и лична автохтона таму амбиција, сепак работите да се придвижат напред. Сака да направи некаков напред, таков печаток остава точно. Но соочен е со проблеми и во владеачката коалиција и со опозицијата таму, доколку одат на предварени парламентарни избори до крајот на годината, веројатно и таму ќе треба да се адаптираат коалициите. Не би ме зачудило доколку евентуално мнозинство за некаква нова декларација во бугарскиот парламент се состави и со поддршка на поранешната владеачка партија, на пример, од поранешниот Борисов ГЕРБ. Да. Затоа што ќе биде интересно да се види дали бидејќи личи дека има таков народ на Трифонов се држи контра кревање на ветото, БСП е исто така. Дали Петков ќе тргне кон кревање на ветото без нивната поддршка и што ќе значи тоа за опстанокот на неговата влада? Таква евентуална коалиција може да се насети во однос на едно друго прашање, односно во односот на Украина и испраќањето на оружјето, имено токму ГЕРБ на поранешниот премиер Борисов и партијата на премиерот Петков и она помала партија Демократска Бугарија се за испраќање на оружје и опрема, додека овие две партии заедно со останатите опозицијски се против. Значи има уште еден важен фактор ДПС која што е секогаш за. Да. Значи не би им била туѓа таква коалиција и тука гледаме една дополнителна надежда за решавање на нашиот спор. Рангеловиќ, вашата анализа за евентуалниот пробив во јуни? Знаете како, владата на Петков, а и самиот тој и неговата политичка кариера е на стаклени носет. Тој е во една незавидна ситуација, рекол луз ситуација, бидејќи доколку своеволно условно кажано го крене ветото, било тоа сега или потоцна, тој ризикува нели распад на коалицијата, иницијатива за гласање на недоврбана влада и така натаму, односно се соочува со конфронтација со рускиот свет во Бугарија, кој е сериозно влијателен таму. Од друга страна, ако никој нема во моментот интерес од владините партнери да оди на избори, зошто да не Петков да влезе и во таков ризик, па да ги стави на таков тест и партијата на Трифонов и БСП, оти велат дека ниту Трифонов, ниту БСП ќе поминат сјајно на евентуални такви избори. Да, токму така, и сметам дека можеби таа е картата на која ќе игра Петков со кривање на ветото, бидејќи постои уште една додатна компонента, а тоа е неговиот повик во Соединетите американски држави, во кои се договори нели течен газ по поволни цени. Американската политика никогаш не функционирала бесплатно, така што за све има фактура во нивната политика и сметам дека и тој, сега и безбедносната компонента многу важна влегува во игра во однос на тоа вето. Бидејќи знаете како, американското проектирање на надворешна политика е индиректно додека некој спор не дојде во апсурд или безбедносно е загрозен. Верувајте дека в Бугарија во овој момент има причина да биде безбедносно алармирана. Затоа што, ќе повторам, рускиот свет таму и тоа како стои цврсто на нозе. Сега, дали е доволен неговиот ентузијазам, притисокот од САД, притисокот од Европската унија за кревање на ветото, не знам.
Меѓутоа, треба да се очекува дека и доколку отидат на некакви предвремени избори, евентуална коалиција, дури и на Бојко Борисов со Петков, има американски ракопис. Тоа не се насетува туку така наивно, значи се местат работите онака во правец, нели, да им одговара, условно кажано, на Западот. Така што сметам дека дури и предвремени избори повторно има шанса Петков со оваа помош, и сметам дека доколку не постојат лидери како него, еве ќе земеме дека он неформално е некој англосаксонски производ, ако ништо више по неговото образование, сега е моментумот да се решат тие работи. Бидејќи доаѓање нова влада во Бугарија, доаѓање нова влада во Македонија, не само што нема брзо да се реши тој проблем, туку ќе тоа безпредметно вето ќе стане предметно и само ќе имаме додатни причини зашто тоа вето да стои. Не би се согласувате дека има ризик држава пак да ни влезе во еден тунел од десетина години? Апсолютно испајтувам. Ние мос здједие е чështjes fillimit negociatave, apo një mënyrë në një mënyrë heqje e vetos, e cila pajtohem është çështje e brendshme politike në Bullgari, nuk është vetëm çështje e brendshme të ne. Partitë e koalicionit bullgar kanë qëndrimet ndryshme dhe rrezikon që ta rrëzoj qeverinë nëse merr vendim të tillë. Mirë po, mos fillimi, mos parafrimi tani, do të krijonte një reakcion ose një situatë i cila do t'i përngjante situatës me Greqinë. Do të thonë do të shkonte në një afat të mesëm, edhe ashtu pritjet dhe euforia për EU-n është e zbutur, edhe është jo vetëm këtu, po edhe gjithandej në Ballkan, kjo do të krijonte një momentum të ri dhe një periudhë afat mesme në të cilin e cila do t'i përngjante periudhës prej vitit 2005 deri në vitin 2015, ku askush nuk priste seriozisht ndonjë parafrim ose ndonjë hap konkret rreth интегримеве европјане. Сега не знам дали точно ве разбирам околу времињата што ги користите при вашиот израз, но како да зборувате за нешто што нема да се случи. Или може би не ве разбирам. Значи поентата ми беше доколку не се случи сега, ја се согласувам со анализата, доколку не се случи сега дека ќе стане еден среднорочен до долгорочен спор кој што ќе ги закочи интеграциите на среден рок. Не мислам дека нова констелација во тие сценарија ќе биде во подобра позиција од сегашната, ќе се изгуби моментум, веројатно јавното мнение ќе се промени драматично, таа веќе се менува во смисол на поддршката за ЕУ интеграциите и атрактивноста на целиот ЕУ проект, не само туку во целиот Западен Балкан, и ќе имаме една ситуација која што е слична на таа меѓу, да кажеме, 2005 од кога е Македонија кандидат до 2015 или 16 во кој што немаше некои изгледи за натамошен прогрес. Така да мислам дека овој моментум е најпогоден. Да. Дали тоа ќе значи дека сите коцки ќе се склопат и дека ќе има барем одлука за почнување на меѓувладината конференција со некои пропратни барања во првата фаза пред да се отворат поглавја или не, мислам дека тогаш ќе стане интересно овде дома кај нас, дали ако се случи сето тоа, ако е точно дека тоа би одело на таа линија иницирање на уставни промени, а нивно завршување пред отворање на првиот кластер, тогаш ќе треба да видиме дома како ќе се поредат актерите, дали ќе се стигне до 2/3 во парламентот, зошто некој би бил против тоа и така натаму. Времето истече. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени, се надам беше интересно за публиката. Благодарам. По паузата е саботажата. Активната блокада засега не носи активни резултати, освен вообичаено активниот чалам за кој се задолжени активните учесници. Активностите
не се сведуваат на ништо друго активно, ако не се смета активното покажување политички мускули. Кој да се тепа, бе? Кој да се тепа? Оди седи на своје место, кога не си за тепање. Оди седи на своје место. Оди седи. Оди седи на своје место. Што сакате правите? До мене не се доближувајте. До мене не се доближувајте. Тој е обид за доближување кој не се гледа во презентираните телевизиски секвенци, сепак имаат можност да го видат оние со поостро око. Поучени од искуството тие стекнале способност да дзиркаат низ бројните транспаренти и да ја видат таа според нив јасна сублиминална порака која се отчитува преку активната блокада. Вакви сцени и театри ние сме гледале во минатото, не дека не сме гледале. Нели? Сега не би сакал да верувам дека ова е договор помеѓу, не знам, една политичка партија на власт и една во опозиција, но во Македонија све е можно. Не е само можно, туку е и реално. Позициите на Македонија се очигледно толку посакувани што секој посегнува или посега по нив. Со ефтина нарација од која се прокламира наводна блискост на површина, се појавува толку голем јас која отсликува вистинската, а не со години креираната лажна перцепција за состојбите. Немају у Скопју, односно Северно Македонија, кога они имају ближе од Срба? Па то ми смо еден народ, тоа е некад била Јужна Србија. У истиот контекст се и тезите на другите така наречени браќа. И тие тврдат дека сме исти, ама во контекст на Константинопол. Не го споменуваат Скопје, туку трн во окото им станува балканскиот Ерусалим. Защото ние щехме да се съгласиме, че те са всъщност правоприемници, а не ние на Охридската архиепископия. И ако ние се съгласим с това нещо, това означава, че ние се лишаваме от голяма част от нашата църковна история и правосубектност. Потоа може би вистинската дефиниција за тоа што се случува е фактот дека не е до ништо друго, туку во неголема мера до обкружувањето, кое за жал не можеме да го бираме. Тоа веројатно најдобро го покажуваат сите податоци од спроведената истрага. Сад имамо суседа такве кои што имамо. Ali imamo situaciju Da radimo tu. mi često. И на крајот изгледа дека не е баш така, оти се појавуваат и други докази. Македонија граничи околу себе со Македонија. И проблемите околу нас се македонски проблеми, а не се македонско-бугарски, македонско-грчки, македонско-српски, туку се македонско-македонски. Не се само проблемите околу нас од таков карактер. Проблемот е што тие внатре од секогаш биле македонско-македонски. Затоа и се нерешливи. Толку за вечерва, се гледаме в понеделник од 22. Пријатно!